за дипломатијата со Никовски. Почитувани, заминува 2016 година и добро е што поврго да отиде, меѓутоа за жал перспективите за новата 2017 година не се ништо подобри. 2016 во нашата историја, во нашата меморија ќе остане посецрно, би рекол, нема ниеден момент кој можете да го истакнете како нешто позитивно, нешто што ветува, што дава надеж. Иако надежта последна умира, велам, многу елементи и факти за да бидеме со некаква надеж и со некој оптимизам малку има. Ова го кажувам не за да бидеме дефетисти и да бидеме песимисти, напротив, јас сум по природа оптимист и сум убеден дека сите тие душмани и внатре во земјата и надвор што се обидуваат со петни жили да не уништат, нема да успеат. Меѓутоа, тие терат својата политика, ја терат својата игра и цената ја плаќаме главно ние. Значи, ако се вратиме некаде од почетокот на 2016 година, што ќе видиме? Бојкот на собранието, пред тоа непризнавање на изборните резултати, бојкот на собранието, два пати фиктивно закажани избори, само се добие на време и да се што поише руинира власта која не им одговара на Запад, бидејќи непопустлива околу името, и на крај да се одржат избори кои, еве, можеме да кажеме дека беа покрадени. Речете како? На многу едноставен начин. Се направи едно сценарио неочекувано, неверојатно, кога меѓу 50 и 70 илјади албанци гласа за македонската опозиција и са некои, да не речам смешни, да не речам пиони и вазали се обидува да окажат тоа како будење на националната свест на албанците во смисол на потреба од градење на граѓанско општество, што се мислам таква небулоза и глупост што ми децата не веруваат. Или да го кажеме спротивното, ако тие нека бидат 70.000 албанци гласа за граѓанско општество и нели некој треба да ги поздрави како такви, а што останува со другите албанци, значи на ДУИ, БЕСА, ДПА и на Алијансата за албанците гласа отприлике 160-170 души. Луѓе, што се тие? Тие се против граѓанско општество, тие се за голема Албанија или што? Велам, се прават класификации и некакви оправдувања кои не држат вода и се смешни. И сега кога споредуваме со претходните избори, кои ќе видиме дека навистина имаше крајно непотребно носење на гласачи од мала Преспа, према она што ми кажува луѓето тамо, се работеше за некаде 400, 500, 600, ај нека биде 700 гласачи. Велам, крајно непотребно и погрешно, сега имаме 70.000, 100 пати повеќе. И да бидеме многу јасни и прецизни, ако не беше таа манипулација, игра, сценарио и слично, на крајот ќе имавме дека владеачката партија ќе добеше 58-59 места во парламентот, а опозицијата ќе имаше 41-42 максимум, што е некаква реална позиција нивна, односно реален одраз на рейтингот кој има двете партии. Меѓутоа се тоа спречи, се презема една операција, невидена операција, која нема никакво оправдување, која покажува дека изборите свој пат покрадени, тоа зборот може би е лесен, не е нешто тешко, не квалификацијата не е тешка, напротив, покрадени на еден крајно безобразен, нецивилизатиски, недемократски, ако сакате, било каков начин. И дека е тоа така, најдобро потврдува случајот од 1999 година, кога во првиот круг на председателските избори Тито Петковски, кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз, имаше 150.000 гласови предност и беше прашаен на чиста рутина како ќе победи во вториот круг и ќе стане председател. Победи Борис Трајковски со апсолутна местенка манипулација на албанските гласови. И ако тогаш беше тоа направено, че постојат механизми, постојат тие, да речам, субординации кај албанците во албанскиот политички блок, кои сега дојде исто така до израз, и целта беше се полази ВМРО и да се разбереме. Иако формално албанските партии има во претходните избори во 2014 година 27 парламентарци, сега има 24 партии, значи 7 помалку, тие се де факто победници на овие избори.
ако од СДСМ имаше 47-42, ако ВМРО ДПМН имаше 58-59 патеници, тие лесно ќе создадеа влада, разбирате. Опозицијата немаше шанси да ништо да ги мешетари, да го загорчува животот на сите нас. Напротив, со најмалата партија да коалицираше ВМРО, ќе имаше влада и немаше да има проблеми. Меѓутоа, велам, да се полози ВМРО беше направена наместенка невидена, историски, веројатно уникатен случај. И сега имаме ситуација кога албанските партии, кои велам добија 7 гласачки парламентарни места помалце, меѓутоа се де факто победници, бидејќи од нив зависи се. И дека сето тоа не е случајно, исто така една класична потврда, имаме од двата случаи на баци рака одење на нашите албански политички лидери во Тирана. Што мајка бара таму, извините на изразот, нема по-илустративен збор од колку тоа така да се каже. Тие од таму и Рама и неговите таму пајдаши се борат за некаква Македонија, да Македонија биде стабилна или било каква, разбирате, се работи за реализација на голем албанскиот проект и со ваквата политика, ако сакате, со ваквото однесување на албанските политички лидери во земјава, тие директно и отворено покажа и прикажа дека не се автохтони во своите политики, дека ги следат директивите на Тирана, а преку Тирана се разбира и на Вашингтон, и дека играат улога на некакви тројански коњи во земјава. Тоа е реалноста со која се соочуваме и во продолжетокот на денешната емисија ќе се обидеме тоа да го илустрираме со повеќе примери кои покажуваат дека тоа што се подготвува, тоа сценарио кој 25 години трае, има единствена цел да се прекаси државата, да се разнебити народот и тука се создаде некакви услови за распарчување на државата, некакви градење на некакви национални држави за што зборував минатиот пат, се заедно една апсолутно неприфатлива, невозможна политика која нема да успее и Македонија, како што ви реков претходно да повторам, ќе издржи, ќе биде победник, бидејќи тоа што не е природно, логично и нормално не може никој да успее. За дипломатијата со Никовски. И слушаме 4 сезони на Антонио Вивалди, бидејќи, како што знаете, македонската музика е забранета и треба само се прашуваме, а зашто некој не сети да го забрани јазиков наш? Мислам, после тоа би се забранили и други работи кои се типични за македонците и полека сами ќе се уништиме. Ова подсетува почитувани на една ситуација која е во Ирска. Знаете, ирската историја е многу слична на македонската, тие биле долго години под британско робство и окупација и таму англискиот јазик е длабоко навлезен, младите генерации го зборуваат и кога јас службував таму на почетокот на 90-те години, тогашната председателка Мери Робинсон мораше да учи интензивно да го совлада ирскиот јазик, кој велам многу малку се зборува, за да може да стане председателка, бидејќи беше според уставот не може да биде председател човек кој не го знае ирскиот јазик и да знаете беше шега меѓу интелектуалците, велат едини начин да го вратиме ирскиот јазик во употреба да го забраниме. Вика тогаш одинет, како што сме ние наечи, така си тие, вика одинет сите ќе го учат, инаку вика шансите се мали. Значи ирскиот јазик е од келтската група на јазици и како што знаеме во Ирска и ден денеска е малку присутен, иако бидите се тој врати се доста сериозни и сеопфатни. Но се вратиме на наша ситуација. Значи, ако гледаме назад во оваа година, може би единствена светла точка е фактот дека и во дадените услови на тешка криза, од сите страни Ѓорги Сардисан, сепак државата успеа да постигне пораст на општествениот брутопроизвод од некаде меѓу 2,3 и 27%, што е заедно голем успех, бидејќи во нашиве услови да беше било која друга земја во Европа, бидете убедени дека ќе имаше негативен раст, односно пад на бруто општествениот производ. Велам, тоа е некава единствена светла точка, меѓутоа, бидејќи кризата продолжува и се подлабочува, мислам дека рефлексиите во стопанството ќе продолжат уште поинтензивно и ако се реализираат оние очекувања дека прво влада тешко ќе се
формира, второ, каква и да биде таа влада ќе трае релативно кратко време, можеме слободно да констатираме дека најверојатно 2017 година ќе биде празено за ова држава и овој народ и дека голготите низ кои врвевме през оваа година ќе продолжат следната година. Но да се вратиме на 2016 година, да имаме некој посериозен и подлабок увид на тоа што се случуваше. Рековме дека на натрешен план ги имавме бојкот на собранието, непризнавање на изборите и да нагласиме сега дека фактот што владеачката партија на овие избори, кои беа одржани во исклучително тешки услови за нив, бомбите, така наречени, или поточно петарди, прислушувањето, специјалното јавно обвинителство кои направија се за да се таа изрезили и да ја загуби изборите, сепак постигна еден респектабилен успех, неочекуван би рекол, што е дури мало чудо, и со тоа покажа дека сите тие обвинувања дека минатите избори биле на било кој начин лажирани, падна во вода. Бидејќи, ако тогаш имаше лажирање, еве, нека имало, пак постигна 30.000 гласови помалку од минатите избори. Да не забораваме дека тогаш во коалицијата на владачката партија беше и Дом, колку да има свој број на гласови, беше и за правда, или како се вика, на Павле Трајанов партијата, така да де факто имаше одлив на гласачи. Со други зборови, резултатот кој беше тогаш постигнат еднаков е сега во крајно неповолни услови и никој не може да каже дека тие претходни избори биле на било кој начин украдени. А да се разбереме, кај нас и во целиот свет партијата што е на власт секојаш има предност во изборниот процес и нормално и неизбежно тоа на некој начин користи, да не употребуваме потежок збор. Значи, тоа е пракса, тоа се случи сега во Соединените американски држави, тоа се случи во Франција, не зборуваме во соседните земји. Значи, нагласивме дека причината за сите овие наши голготи е името. Кој ќе се враќаме назад и гледаме периодот од почетокот на 90-те години распад на Југославија, ќе видиме дека сценариото кој сега финализира и го добива својот моментум и максимум е апсолутно јасно и прецизно. Целта е да се разнебити македонскиот народ, да се затвори тоа прашање и на таа линија да се отворат некакви нови манипулативни простори за светските фактори кои по се судејки сметаат дека Балканот се уште не е завршен во својот постјугословенски решафал, односно во своето постјугословенско средување. И сите идеи кои се уват на таа основа, вклучувајќи ги и неодамнешните залагања за некакви национални држави, се дел од тоа сценарио. Ние сега доживуваме тој максимум, која смета дека сега му е мајката, ако сега не докречат кога, и тоа се илустрира со многу работи. Прво факт е дека американскиот државен секретар Кери рече пред некое време дека Македонија е на линијата на огнот. На каква линија, многу ви се молам, кога Македонија е едно мало парче земја која се обидува да преживе, никого не загрозува, никого не напаѓа, нити покажува било какви амбиции, туку напротив. Се обидува да го задржи она што е свое, свето што е универзално право на постојан еден мал народ и тоа некога доведува во прашање. Значи, се работи за псилеџиски политики кои имаат единствена цел, како што рековме, да се затвори тоа македонско прашање, да се создаде една нова ситуација во Македонија, која ќе ги отвори максимално нивните маневарски простори за евентуално подкосурување и слично. Тоа е таа реалност со која живееме и мислам дека мораме да бидеме свесни, бидејќи сите побици кои дојда сега пред Затлот Иванов за некакво помирување и за некакво единство, се некој крик во пустињата, бидејќи ако продолжиме со ваквата политика, бидете сигурни дека не ни се пишува добро. За дипломатијата со Никовски. Ги слушаме веселите 4 годишни времења на Вивалди, изборуваме за тажни
теми, бидејќи тоа е реалноста во која живееме. Мислам дека веќе станува сосема јасно кој е носител на нашите голготи и само тоа ќе го илустрирам со фактот дека американските амбасадори во Скопје до 2008 година никогаш не го спомнува проблемот со името. Тоа беше за нив табу тема, нешто што не беше во нивна ингеренција, да речам, и нешто што тие не пушта своји пипци, било какво своје мешетарство. Меѓутоа, по самитот на НАТО во Букуреш во 2008 година, ситуацијата тотално се промени. Прв амбасадор тогаш дојде на почетокот на 2008-та, дојде подма по самитот на чини во НАТО, дојде амбасадорот Рикер, кој почна со една груба пропаганда, со една груп ангажман во кој тоа не рече. Треба се прекрстите и потоа ќе ви се отворат перспективи. Мислам, вината е наша, што на тоа никој не реагираше. Дневник објави негов интервју на цела страница мечини на 2 март 2009 или 2009 година најверојатно, каде во антерфилја беше ставено: одберете си име со големи букви и работите ќе се решат. После тоа сите американски дипломати во Скопје и сите представници на Стејт департментот кои доаѓаа во Скопје на високи функции, нели така, од Нуланд и другите, сите го повторуваат тоа дека името треба да се реши и дори тоа ќе се отворат перспективите за нас. Мислам дека нашата голема вина е се работи нели така за една глобална политика во регионални рамки во секој случај, меѓутоа со глобални интереси американски. И нашата грешка е што никој на тие нивни провокации, ако сакате, не одговори. До ден денеска ние ги сметаме американците за некакви партнери, за некакви стратегиски партнери и слично, и тие ще рад по свое. Овие настани кои се случуваат кога веќе амбасадорот американски били без никаква тактика и техника отворено влегува и во ДИК, влегува и во СЈО и оди по политичките партии, кажува, он не прашува, не кажува што се прави. Знаете, посетите на амбасадорите на политичките партии е легитимна нивна работа, се интересираат за политиките на партиите, нивните планови и концепти, меѓутоа тие треба да слушаат, а не да кажуваат што се прави, а овие кажуваат што се прави. И дека сето тоа не е случај, најдобар доказ е дека по самитот на НАТО во Букуреш, НАТО алијансата е промени целосно својата политика кон Македонија и од една позитивна, да речем, отворена врата, и затвори сите врати, постави блокада, постави уцена и ултиматум првенто по тоа членство. Тоа е апсолутно надвор од сите стандарди, политики, правди и како сакате, мислам, тоа е силеđиство, тоа е политички тероризам. И дека тоа е точно, мислам, покажува и фактот дека тогаш де факто беше превземено решението или ингеренците врз проблемот со името од Њујорк во Брисел. За тоа нема никаква основа. Легитимен носител на решавањето на овој проблем Советот за безбедност на Обединетите нации и нема никаква потреба нити било што тука се меша Брисел. А Брисел се замеша затоа што Обединетите нации немаат никакви средства на присила, на казна и слично, а Брисел ги има. И затоа веднаш чим го префрлија кај себе тоа прашање, тие почна со политика на терор во Македонија, преку блокада, уцена и ултиматум. Меѓутоа, не оспорувајќи таа американска политика која се кулминира и сета криза и прислушувањето и све се апсолутно нивно масло за да се донесе државата на еден, да не речем, у еден ќош, благоречено, и да мора да прифати тоа што ги се наметне. За жал, ние имаме вазали дома, кои се спремни да слушаат се и да спроведуваат политики кои се противни на интересите на Македонија. Само ќе спомнам еден пример, дека опозицијата наша вели никој не спомнува федерализација. Тоа е точно. Никој не е будала да спомнува федерализација или да спомнува големоалбански проект. Али тоа се на терен, под маса, цело време се реализира. Што е, ако не федерализација,
барањето за двојазичност. Сиќа гледа телевизија или прексиноќа гледав една Мимоза Ристова, мисле, че и некој професор кој е дал дипломата, срам да му е, и вели, јас сум за двојазичност. Почитувани да знаете дека двојазични се само федералните држави. Нема држава која е унитарна, кај што има два јазици. Тоа не оди едно со друго. Така да, иако никој не зборува за никаква федерализација на државата, тие политички фактори не се будали, не се тие глупи да се истрчаат и да се изрезилат, не така да се дезавуират самите себе, него бараат консензуалност, што е апсолутно федерален начин на решавање на проблемите, бараат паралелно етничка поделба на буџетот, што е само можно во федерализација, и као што реков двојазичноста, и некои други ситни, меѓу другото и дводомен парламент, односно собрание, дводомен затоа кој имаш повеќе републики во Југославија, имавме дводомно собрание затоа што имавме 6 републики. Така да поџито се тоа подметнува, а нашите тоа не го гледаат или се права дека не го забележуваат. Така да тие тенденции, исто како голем албанскиот проект кој веќе со Косово независно е преку 70% реализиран, никој не го спомнува, али тоа се прави. И овие повици на Еди Рама да албанските лидери од Македонија одат на Бацирака во Тирана е апсолутно во контекст на големо албанските аспирации, немаат никаква врска со некакво залагање на Албанија за добробит или некакво решавање на со проблемите во нашава земја на некаков позитивен, демократски, не знам, прогресивен начин. Тоа е директно мешање во нашите натрешни работи и покажува дека тој голем албански проект е апсолутно на маса. Значи, ние имаме едно чудо потврди под жито, под маса, дека се реализираат одредени политики, ставови, концепти и тоа е на долгорочна штета на македонскиот народ. Самиот факт што и нашата опозиција се залага за двојазичност покажува дека тие луѓе или се неинформирани, се забегани, не разбираат што зборуваат, или пак тука гледаат некаква компензација за помошта, поддршката и све што за нив прави меѓународниот фактор, кој да се разбере има сопствени интереси, кои апсолутно во моментот не коинцидираат со македонските, туку напротив, тие се со единствена цел да се затвори македонското национално прашање и да се разнебите македонскиот народ. За дипломатијата со Никовски. Да спомнеме дека во текот на оваа година имавме интензивни активности на Вашингтон во однос на Грција да се затвори проблемот со името. За таа цел беше дури и Обама во Атина, со единствена цел Македонија да биде прекрстена. Предходно беше Кери, имаше слични други активности, кои може би за среќа во даните услови не вродија со плод, бидејќи знаете во Грција нема никакви услови да се прифати било какво решение кое нема да биде ерга омнес нивна. Иако и ерга омнес да прифатиме ние, тамо нема да помине, бидејќи има уште поголеми така национализми, екстремизми и слично. Така да во истиот период мораме да нагласиме дека Грција има и продолжува со на политика на двојни стандарди, со која не залажува нас, дека ево тие се спремни да градат некакво мерки на доверба, ништо се не е направено, многу малку, и со тоа тие се легитимираат во Брисел, дека ево, ние преземаме мерки, меѓутоа, што сме почувствувале ми од тие мерки? Ништо, ништо конкретно, све е тоа во некоја визија, во некакви, така, харти, кои де факто на терен не се реализираат. Значи, Грција продолжува со својата таа улога. Грција сме спомнали да нагласиме не е фактор во решањето на проблемот името. Тие го имат, може би, имат лиценцата, меѓутоа не се тие што решаваат. Али во секој случај, ние сме упатени на нив пред се со привремената спогодба, која беше катастрофална за Македонија. Ние сме упатени да одиме на договор со нив и тука се гледа каналот на кој така треба да се води
таа крајно неповолна ситуација за нас, што и да се случи, ние со Грција не можеме се договориме. И ако сакате, не треба да се договараме. Зашто ние се договараме? За нашите интереси на Грција. По која логика, по кои правила, по кои закони, по кои принципи, која пракса. Нема такво нешто. Така да и самото тоа прифаќање беше погрешно. Али велам, тоа се наши грешки кои веројатно беа резултати на условите кои владеа во тие периоди. А едно од сега зборуваме за грешките и верувањето на нашата владеачка партија дека германците ни се пријатели, дека германците нели како сестринска партија ќе бидат спремни да помогнат. Тоа се покажа апсолутно погрешно. Од самиот почеток, да подсетиме дека Геншер во декември 91-та година го спречи де факто признавањето на Македонија со форсирање на Хрватска место Македонија на еден груп начин со уцена дека тоа Европската унија мораше да го прифати и потоа Германија досега не направено ни еден исчекор во корист на Македонија. Тоа треба да биде објективни и дека Вашингтон по многу што игра и на таа карта на Берлин, кој си тера своји интереси и не сака се замери со Вашингтон за една Македонија. Кај нас сега има многу надежи се појавуваат дека Трамп ке нешто ќе промени. Јас сум длабоко убеден дека тоа нема да допре до Македонија. Тој е неискусен во надворешната политика, има конфузни наговестувања, се конфронтира со Кина, пружа рака кон Русија. Што ќе случи на крајот ќе видиме. Мислам едното и другото тешко ќе оди до крај, али во секој случај мораме да биде свесни дека развојот на настаните во следната година ќе биде исклучително драматичен, не само ради Трамп, не само ради изборите во Франција, Германија, Италија и Холандија. Изгледите да во Франција победи Лепен се реални, иако таа дојде на власт, Европа ќе биде сосема поинако од што е сега, така да и тој концепт за Унијата ќе биде ставен на сериозна проба. Треба да почекаме да видиме. А ако го земеме предвид еден од клучните настани од оваа година, тој е Брекзитот, кој фрли нова слика, нова перспектива, нова, ако сакате, перцепција на европскиот континент. До сега сите стремеа кон заченување, кон зголемување, а одедно се појавува сега Велика Британија која сака да излезе. Тоа е сериозна грешка на Лондон, тоа е тешка шлаканица за Брисел. Лично се надевам дека ќе се најде некој модус вивенди да Британија сепак остане, тоа ќе биде интерес и на Лондон, и на Берлин, и на Европа во целина, али да почекаме да има и како тоа ќе се однесува. Значи, во однос на нашата мигрантна позиција, мораме да ме свесни дека таа станува се послаба, дека од сите страни сме сардисани, дека обкружувањето, оваа криза која ни растресе столбовите на државата, сите програми на албанските фактори за овие избори кои се антиуставни, не се случајни, тие се тачно дел од тоа сценарио да се кулминира и да Македонија се присили да капитулира. Токму да и тоа ќе биде многу тешко да се формира влада. Условите кои ги поставува Дуи на маса ВМРО не сме и не може да ги прифати. А ако ги прифати опозиција, тоа ќе биде катастрофа за нив, бидејќи кој да се формира влада, та нема да обстои долго и на следните избори народот ќе окаже своето. Нови избори, народот не се покажа многу, иако кој што рековме да не беа албанските гласови кои се апсолутно во контекст на кражба на победата на владеачката партија, веројатно нема да може да се повторат на следните избори, ќе биде друга констелацијата, така да не чекаат драматични моменти. Денеска се овие денови се формираше собранието, сега треба да го чекуваме мандатот за состав на влада и ќе видиме како се одвијат тие работи. Велам, со сите тие неизвестности влегуваме во 2017 година, која по многу што ќе биде еден празен од за оваа држава, ќе биде изгубено време и да се надеваме дека покрај сите штети цени што ги платиме, барем да општествениот брутен производ продолжи да расте, зашто колку толку тоа ќе создаде некоја сигурност во кај народот и ќе овозможи да се сепак некои рани бар на економски план залечат, да се намали сиромаштијата
да се намали невработеноста, иако тоа ќе биде во рамки на исклучително тешки услови, на исклучително тешки можности, бидејќи не заборавајте дека западниот фактор кој е пред Америка, која е многу прагматична и секогаш така прагматизмот победува, меѓутоа додека таа дојде до тој степен на прагматично одлучување, нивната упорност доминира и најдобар показател за тоа е Македонија, каде еве 25 години се обидува да го постигнат невозможното, да не прекарсат, да не раздемитат и не успеаваат. Знаете, кога ќе имате такви цели, резултатот не може да биде поинаков. Дури да постигнете нешто на тој план, да имате некои добивки, на крајот од денот пак ќе загубите, разбирате. Со сила народот ајр не бива и тоа ми се чини дека е во потврда ќе добие и во случајот на Македонија. Значи да резимираме на оваа тема, Македонија е под специјална војна веќе 25 години, не признава, не го спорија името, све нелегално. Односно нас ни подметна привремена спогодба, ни го призна името во 2004 година американците за да не успее референдумот против новата административна поделба со која крајно непотребно се албанизираат делови и тие покажа на која карта играат и секој ден тоа го покажуваат. Непоследните настани и гласањето на албанците на овие избори не може во никој случај да биде резултат на некакви автохтони, лични уверувања, самосвесна албанските гласачи, тоа е напротив. Тоа е местенка во која странскиот фактор има сериозна улога, се разбира преку домашните политички лидери. И овдека само да кажеме дека некакви надежи за некоја по-ангажирана позиција или активност на Русија према Балканот се нереални. Русија нема да се конфронтира со Америка, било ради Македонија, било кого на Балканот. Тие ќе се обидуваат да постигнат некои ситни поени во Република Српска, кај се доста присутни, евентуално во Србија преку онај центар во Ниш. И мислам дека тука завршува нивната активност. И што е најинтересно, тие на економски план после представувањето на Брисел околу Јужниот тек, после тоа околу Турскиот тек и сегашната состојба со тој проект е да гасоводот оди само до Турција, а се понатака зависи од Брисел и Вашингтон, кои не треба да бидеме така со било какви сомнежи, нема да го дозволат тој проект, бар во некоја догledно време да продолжи. Знаете, поврзувањето на Русија со Турција беше замислено со 4 цевки, со купно 63 милиарди кубни метри газ годишно, а сега се прави само една. Значи, тие трите кои требаше да продолжат према Европа, према Грција и по многу што преку Македонија, за сега се на стенд-бај и мислам дека шансите да се тоа реализира се многу мали. Америка е конфронтирана со Русија, ако нешто доведе на тој план ново, Трамп ќе биде позитивно, меѓутоа мислам дека американските структури кои се така со векови, кои имаат многу јасни перспективи и концепти и стратегии, многу тешко ќе му дозвола да тој даде некој позначаен, личен и собствен печат. За дипломатијата со Никовски. Да не забараваме, почитувани, дека повикот и апелот на председателот Иванов за помирување, за единство е клучен ако сакаме оваа држава да опстане. Нашата поделеност сега е подлабока од било кога, меѓутоа ако продолжиме вака, се сеќаме самите гранката на која седиме. Тоа не е лесен процес, меѓутоа тоа треба да им биде на сите политички лидери во земјата на маса секој ден и да водат сметка што може да направат во тој правец. Тоа е врска на сите, не само на владеечка, на опозиција, на големи мали партии, на сите партии. И знаете која се дефинираат тие национални државни интереси, а тие се на помалку од пола страница, се друго е полесно, кои се договориме дека од нив нема бегање, тоа мора да биде, како сакате, абецеда и основа на сите политички размислувања. Тоа не е лесно, меѓутоа одговорноста е наша. И она све што објасниме денеска во емисијата, ако ние продолжиме се правиме
дека не ги разбираме работите, ако на црното не му кажуваме црно, на белото бело, ако тврдиме дека некои ни се партнери, дури стратегиски, а тие ни окопаат гробот, мислам дека самите сме осудени на пропаст. Крајно е време да ги отвориме картите и да сватиме дека едината зависи многу што од нас. Тоа е предизвик за властите кои ќе доаѓаат во следната година, за сите, и да се надеваме дека мудроста ќе надминем. Да ја завршиме ова емисија со апел да се купуваат македонски производи. Мислам дека тоа е клучот на сева што зборуваме, бидејќи само така ќе обезбедиме добромит за оваа држава и може не е на одмет и на почетокот на емисијата и на крајот да кажуваме купувајте македонски производи, бидејќи само така имаме перспектива. Денеска една корисна мисла ќе прочитаме, која гласи: без оглед на општите услови, резултатот секогаш ќе зависат од способноста на раководниот тим и на оние што ги извршуваат задачите. Значи, тоа апсолутно важи за нас. Тие што извршуваат задачите, ако ги знаат работите, ако ги правилно оценат работите, ќе да во права насока. Ако тие не ги разбираат, нема шанса. Ќе стоиме во место и ќе назадуваме. Мислам дека тоа е предизвик за властите кои треба да дојдат. Почитувани, на сите ви постакувам среќна и берикетна нова 2017 година и весели божични празници. Времето пред нас не е многу ветувачко, ама од нас зависи како тоа ќе се формулира, како тоа ќе се развива, бидејќи ако ние сме одлучни да го бараме и да се бориме за оно што е наше, универзално, резултатите нема да изостанат. Господ нека ни ја чува Македонија, кога за нас е поважно да се изедеме меѓу себе самите. Благодарам за вниманието и постакувам сево најубаво на следната година и останете на истата бранава должина. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 30 декември 2016 година. За дипломатијата со Никовски.